ЈКП Комуналецот Прилеп за брзо време планира по прилепските домаќинства да подели нови 3000 корпи за селекција на отпадот. Во изминативе 2 години Комуналец има поделено над 15.000 вакви корпи, инвестиција која чини 15.600.000 денари. За сега се покриени околу 60% од домаќинствата во градот. Секое домаќинство добива по 2 корпи. Едната со зелена боја каде се селектира органскиот отпад, а другата со жолта боја каде се селектира пластиката и хартијата. Прилеп е само на чекор од тоа да стане единствениот град не само во Македонија, туку и на Балканот, кој комплетно ќе има завршено примарната селекција на отпадот. На Прилеп ќе треба да се заврши тој проект уште 10.000 канти, со тоа комплетно целосно ќе завршиме примарната селекција на целата територија на општина Прилеп, во кој ќе влезе и руралните населби, значи во селата. Се надевам, ако финансиската состојба е подобра, од јуни ќе се порача овие барем до 10.000 душа 600.000, со тоа би го завршили ова година овој проект. Бенефитот е многу голем, со тоа поради финансиската добит што имаме од пакувањето на суровината како суровина за нареден производ, до сега имаме ефектурирано во вредност од 26 милиони денари, значи продажба имаме на суровина од отпад. Од јавното комунално предпријатие Комуналец вела дека токму поради овој профит кој се остварува, до сега не е покачена цената за собирање на отпад и тоа дека прилепчани плаќале најниска такса во цела Македонија. Наредниот период во соработка со јавното комунално предпријатие ќе бидат поделени уште 3000 нови корпи за отпад, односно канти на секое домаќинство, така да Прилеп ќе биде еден од ретките градови во Македонија кој ја врши оваа примерна селекција на отпадот, за да дојде до она секундарна селекција за отпад за која се спремаме. Ќе биде поставена и машини и фабрика. Значи во тек се она тендер постапка, урбанистичка постапка за да се овозможи градење на оваа фабрика. Линијата за оваа фабрика за секундарна селекција на отпадот е веќе набавена, а фабриката ќе се гради во близина на градската депонија кај селото Алинци. На линијата за секундарна селекција се очекува да бидат вработени од 50 до 100 луѓе. Во 2017 година пак Комуналец планира кај депонијата да гради и компостара, каде ќе се селектира органскиот отпад и ќе се произведува и ѓубриво.